Почитувани мои, добар ден од мене. Време за вашата црвена линија. Се разбира она што очекувам од вас е како и секогаш и секоја недела да ве има во голем број, да го завртите нашиот добро познат телефонски број. Ја ќе го кажам веднаш 023076677. Еве ги охрабруваме и оние кои што можеби немаат навика да се вовуваат, нека го сторат тоа. А еве и зошто. Денес зборуваме за следново. Протоколот е потпишан. Владата останува на своите одлуки. Но Мицкоски најави собирање на 150.000 потписи за референдум. А Пасиев најави план Б. Црвена линија ве прашува, можна ли е промена на Уставот? Ете, токму е тоа за што ќе говориме денес во Црвена линија. Меѓу другото ќе ве потсетам задолжително да не заследите на социјалните мрежи, Facebook Црвена линија, Instagram Црвена линија и Twitter Црвена линија. А кога сме кај Instagram, веќе е поодамна објавена ова анкета во текот на овој ден, така да прашањето кое што го поставивме е дали би излегле на референдум. Стандардно гласате со да или не, зависно од тоа кој е вашиот одговор, а резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. Нема да заборавиме секако со вас да ги откриеме и најинтересните коментари, барем она од едно чудо коментари кои што ги имаше на Твитер, да ги издвоиме коментарите за кои што ве можете и вие секако, ако се вклучите во Црвена линија, да ги прокоментирате. Сега уште еднаш повторувам, она што можеби најмногу го повторувам, а тоа е следното. Телефонскиот број е 02 307 6677. ТВ приемникот стишен на 0, изборувате преку слушалка. Вклучуваме гледач. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Дали сте ми добри? Поздрав до вас и гледачите на телевизија Телма. Голем поздрав и до вас, па повелете. Благодарам. Собранието нели веќе ја задолжи владата, која ќе треба да ги продолжи преговорите согласно заклучоците кои беа изгласани. Мене не ми е јасно зошто ДПМН и Левица не гласаа против. А Пасиев после тоа пишуваше по социјални мрежи, а не гласаше против пред заклучоците. Мицкоски излезе напред и масташе таму со некои нотарски изјави, за чија правна издржаност не сакам ни да коментирам. Го манипулираше народот да излегува на улица и кога дојде време за гласање, ДПМН на нотар биле. Утре ќе има нели меѓувладина конференција и после тоа ќе имаме можност сите ние да видиме по која насока ќе се движат работите, а ова за собирање потписи нема да биде ништо, затоа што и народот види дека Мицкоски не си стои на збора, туку само бара начин како да дојде на власт, а не бара начин како државава да оди напред. И благодарам, поздрав и убав ден. Благодарам и вам. Ке подсетам, имате вкупно 90 секунди, можете да ги искористите целосно, но некогаш бива и гледачите нели да бидат куси и јасни, но она што е најважно, мерете си го времето додека зборувате, затоа и објавен таймерот за да не изгледа дека ве исклучуваме. Ајде сега да видиме какво следно мислење и ставки имаме во однос на тоа што прашува денес Црвена линија, тоа дали е можна промена на Уставот, како ги коментирате последните настани. Факт е дека протоколот е потпишан, владата останува на своите одлуки, а Мицкоски најавува собирање 150.000 потписи за референдум, а Пасиев најави и план Б. Да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Поздрав до вас и до гледачите на Телма. Вака кратко ќе прокоментирам. Несомнено, нели битни моменти се случуваат периодов за нашата држава. Најпрво кратко ќе прокоментирам сега за вие од ВМРО што заверува нотарски изјави. Секој што барем делом многу познава правото знае дека тоа нешто е невалидно и неважечко. Нели повеќето суди излегува и го кажа сето тоа. Како и да се навратиме малце наназад, нели сите оние работи што се кажа бе еден вид така манипулација да речам, нели се зборуваат за загрозени национални интереси на идентитет и јазик. Сега свативме дека тоа не е така, дека влегуваме во Европската унија како македонци. Речи си 2 недели, 14 дена се креваше некоја таква лажна узбана, заедно нели со Пасиев. Според мене се искористуваше народот за собирање на политички поени. Нели преку протестите изнесуваа својата дневна агенда,
А сето тоа ќе опрашам зошто, кога на крајот ниту еден символичен глас немаше против. А еве вие дали би излегле на референдум? Не би излегло. Според мене не. Според мене најважното е ние да продолжиме онаму каде што сме тргнале. Европската унија, што се вика, не повикува, ние заслужуваме како држава. Протоколот е јасен, нема асимилација, нема бугаризација во нашата држава. Ви благодарам, поздрав и бав ден. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Да слушаме ново и следно мислење од новиот гледач. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро од Црвена линија. Дали сте добро, еве да Поздрав до прашам. вас и до телевизија Телма. Ова прашање што го постави на дневен ред зафаќа еден голем обем, затоа што Македонија се стремеше да оди и во НАТО и во Европска унија. Во НАТО се исполни, еве сега и во Европска унија се отвара утре пристапните преговори, каде ќе почнеме со скринингот и ќе продолжиме скоро 18 месеци да видиме до кај сме дошли со тие реформи. Што треба понатаму да се работи? Затоа што тие стручни комисии во Европа треба да влезат во Македонија да видат што е сработено, што не е сработено. А господинот Христијан Мицкоски нека не оди и нека не плачи по улици, затоа што Македонија ја попречува да оди кон евроинтеграциите, пошто ние живееме во Европа, не живееме во Америка. И ние таму ни е местото во Европа да одиме. А тој референдум што мисли да го прави, нека го прави секаде, затоа што тој референдум не е ни веродостоен, не е ни валиден. А тие изјавите што ги направи, секој правник ќе ви кажи, изјава кај нотар заверена не е веродостојна на било што, затоа што таму пишува дали си за да го отвориме уставот или не сме да го отвориме уставот. Тоа е срамно за оваа Македонија кој сакаме децата наши да ги зазидиме во Македонија, а не да ни бегаат надвор. Вие би излегле ли на референдум, еве да? Не, фала Богу. Благодарам и вам. Не се кандидирам, нити ме интересира за референдумот. Добро, благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Еве сега ќе ве префрлам онаму каде што редовно може да се информирате квалитетно, брзо и обширно, а тоа е telma.com.mk. Еве сега ќе споделам со вас и најнова вест. Мицкоски потпишувањето на протоколот е дипломатски нокаут и капитулација. Тоа е една од изјавите, се разбира, многу повеќе може да дознаете доколку го посетите telma.com.mk и се информирате за сето она што сакате да го дознаете навремено. Одиме сега и со вклучување на нов гледач. Сега добро ни одимавме 3 мислења, да видиме што ќе ни открие новиот гледач во Црвена линија. Добар ден! Здраво! Здраво, се надевам дека сме добро, старт на нова недела, па еве, како ги коментирате последните случувања? Ке има ли промена на Ако има референдум, ќе бидам на референдумот. Значи, овој пат македонскиот народ нема да биде изложен со тој референдум како што беше изложен 2017 или 2018 веќе. Така нешто веќе. Не е ни битно. Ме слушате, ја Да, секако. Не е некој друг. Не е никој друг, продолжете си слободно. Така, дека зачутевте нешто, па икам да не некој се мешка тука. Па таман работа да ви зборувам. Не можам да чујам што е утек. Така, инаку, овие планови што ги прават Мицковски и Папасиев, може би нема да вродат со плод, бидејќи све е со сила овека, значи, насила е работава се наметнува, али барем ќе бидат уште еден легален начин на искажување на македонецот како македонец, дека не е бугарин, дека не може некој да го со сила прави нешто што не е. Тие што мислат дека треба да се бугари, па нека идат у Бугарија, нека бидат бугари, што сакат нека бидат, можат и марсовци да се пишат. Иначе, никако не смеме да дозволиме овој погреб што ни е направен врз македонците да го поддржиме. Поздрав пријатно. Поздрав, благодарам многу. Еве да обяснам и на гледачот кој што се вклучи, се разбира имате 90 секунди и задолжително внимавам да не ви упаѓам во збор, затоа се молчи од оваа страна, а најважно да се зборува од другата страна. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме, вие сте во Црвена линија. Да, благодарам. Голем поздрав. Протоколот е потпишан Мицкоски најави референдум.
нема потреба од референдум, затоа што Македонија граби напред, Македонија сака во ЕУ, Македонија сака со богатите земји во Европа и од тука, ако идеме на референдум, случајно ако одиме на референдум, ќе гласаме за ЕУ или нема да излегуваме на тој референдум, така да биде неуспешен референдумот. Па нели Мицкоски имаше од нотар заведени изјави дека нема да гласат за отварање на уставот. Сега бара референдум. Моја препорака е да седи мирен и да гледа како се работи, како се влегува во НАТО, како се влегува во ЕУ. Да спомнам за Мицкоски и за гледачите во пошироко, пред преспанскиот договор, пред да влеземе во НАТО, Македонија беше условувана со ФИРОМ. ФИРОМ и Северна Македонија, тоа се две различни големи имиња и треба да се гордееме тоа што сме во НАТО и што сега се отвара патот кон Европската Унија. А референдуми и такви работи не се потребни, да не го замајуваме народот. Мицкоски нема што да бара, тој нема шанса некогаш да стане премиер на оваа држава. И посакувам убав ден, поздрав за вас и вашите гледачи. Благодарам многу, голем поздрав и до вас, Еве, што се вклучивте во Црвена линија. Секако топло препорачувам да останете до крај на ова издание, за да ги слушнете сите видувања и размислувања на оние кои што ќе се вклучат во дискусијата. А не случајно на почетокот на секој издание на Црвена линија говориме дека можете да бидете апсолутно активни ако се чувствувате полагодно и на социјалните мрежи, каде што еве на пример на Facebook Црвена линија можете да коментирате, лајкнувате и шернувате. Ќе прочитам еден коментар кој што е објавен под, се разбира, нашата најава за тема. Сега ќе може да видите како изгледаме на Facebook. Дали ќе може да покажеме? Ајде, еве вака изгледаме ние, протоколот е подпишан и еве можете да видите фотографијата, а Вингбичун коментира: Скопско и се е можно. Народ кој нема чувство за припадност и националност не заслужува да има држава. Да бевме способни уште пред векови ќе направевме држава, а не 2000 години не владе кој стигне и ни крои капа. Продолжете да не следите на социјалните мрежи, гласајте на Инстаграм на денешната анкета, а сега е време да го слушнеме и новиот гледач. Добар ден! Одлично ве слушам, се надевам дека сте добро, повелете. За протоколот на Мицевска, дали сум јас, слушам некои други? Не, вие сте, повелете. Да, Мицковски најави референдум. Мислам јас за тој референдум воопште нема ни да искочам, ни моја фамилија, ни мои пријатели, затоа што овој договор што е подпишан со Европската Унија за асоциација, тоест преговори со Европската Унија, тоа е тачно, а она билатералната што е со Софија, што и самата, како ја вика, не е битно, за надворешни работи бугарката, кажува дека они не го признаваат. Тоа е нивни проблем дали ќе го признаат, меѓутоа во Европската Унија е признат македонскиот јазик, ќе бидеме како македонци, а не како северно македонци, како што ги лаже Мицковски. И најверојатно они сакаат само власта да бутнат, да дојат на власт, па да почнат да крадат, зашто овие многу краделе. Може би крадат и овие, но не заборавија дека нивниот Мијалков 30 милиона евра сам си ги кажа дека се украдени и ќе си ги врати. Каде е и Орсе Камчев, каде си и другите луѓе што крадеа, па уште се надеваме дека они ќе ја водат уште поубава држава. Оваа држава, мислам, е штета што ја водат политичари неуки или алчни за туѓо, односно алчни за од сиромасијо да го осиромашат. Тоа ми е највеќе болно, а инако за во Европската Унија, ако не пристапиме преговори, ние ќе немаме ни грант, па не ни кредити, што кредитите треба да се плаќат. Благодарам и вам што одвоивте време и се вклучивте во Црвена линија, се приклучивте на дискусијата. Внимавајте на тајмерот 90 секунди. Новите 90 секунди за нов гледач. Добар ден. Добар ден, да поздравувам вас и слушам. вашата емисија. Голем поздрав и до вас, повелете. Вака, протоколот е подпишан нели од двете страни. Јас го перцепирам тоа како отварање на едно ново поглавје во нашиот ЕУ интегративен пат. Истовремено и затвараме едно претходно поглавје. Завршивме со 17 годишни лабиринти.
Неспорно многу тежок пат поминавме и направивме многу во тој тежок пат, од Преслански договор се до овој последниот француски предлог. И сето тоа со една цел, влез во Европската Унија. Мислам дека конечно го заслужуваме тоа. Заслужуваме да сме модерна и демократска, просперитетна, европска напредна држава. Што се однесува до темата и до дел од темата и најавите на опозицијата или пак планот Б на Пасиев, немам што многу да коментирам. Се што кажа во изминатиот период беше лага и манипулација, собирање политички поени, само со цел креирање на партискиот рейтинг во вака тешки и сериозни времења. Хронолошки, ако погледнеме наназад, ниже лага до лага, манипулација до манипулација. Од друга страна, загарантирани ни се и јазик и идентитет, така што тоа е мојот коментар. Имајте пријатен ден. Пријатен ден и вам и секако пријатно препорачувам да останете до крај за да слушнеме какви се видувања имаат гледачите кои што ќе бидат дел од оваа денешна дискусија. Да не должа многу, одиме со нов гледач. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Веќе подолго време не кажав тоа, но еве најверојатно ќе мора. Вие сте на линија. Добар ден и повелете. Дали сум... Стишете го телевизорот Благодарам. до крај. Ако сум на линија, благодарам. Вие сте, повелете. Благодарам, бака. Прво, за референдум не доаѓа во овде и ми се чини дека тоа е илузорно да се организира, затоа што тој ќе биде неуспешен. Во однос на пристапниот преговор за го се подпиша и бугарите го прифатија тоа, дали они во моментално тие нивниот инат не им дозволува да кажат дека ние ќе признаеме македонски јазик. Меѓутоа веќе кога сите 26 земји го кажаа тоа, нема кај да одат, сака неќат, ќе бидат ко шугава овца, сами ќе останат и така да мора да го припадат и ќе го признат и јазикот со ток на време, како што досега многу пати се боревме и се изборивме, дојдовме до одредена цел и да бидеме и ние дел од таа европска заедница. Меѓутоа овдека ќе биде проблемот за отварањето на уставот. И за тоа има одредено решение, има некакви сознанија што се вика се шушка, така да главен потенцијал ќе биде Милошовски, кој ќе биде организатор да го организира тоа отворање на уставот а за сметка на тоа ќе бара нешто да добие, се дали ќе добие ќе видиме, но сепак Внимавајте на тајмерот и секако големо благодарам еве што се вклучивте во ова издание. Кога сме веќе кај референдумот, еве ќе покажеме уште една актуелна вест, се разбира многу повеќе може да прочитате ако кликнете на telma.com.mk. Мицковски изјавува уште трае анализата за собирање потписи во следниот период, ќе се консултирам со експерти од оваа област. Пајде да слушнеме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Ајде, добар ти ден. Секој добро, вам повелете. Се слушаме добро, така? Одлично ве слушам, повелете. Зашто предходниот слабо и ние гледачите го слушавме и тоа. Јас ве слушам одлично и можете да почнете. Ајде да си ми жива и здрава тој. Протоколот е подпишан. Точка, и јас сам, точка. И уво прочитате се. Мицкоски е референдум, кај што треба се соберат најмалку 150.000 гласови. А тоа, знаете дека ВМРО-ДПМН е сериозна партија. И тоа добро котирана во Европа, кај народните, демохристијанските и конзервативните партии. Добро. Ќе се консултира и со нив. На кој начин, како, време, не време и така и вака. Затоа што работи за граѓаните. Граѓаните треба да одат на одмор, треба како се вика вие ваучери, тоа се обезбедиле од 10 до 15 да биде од 10 до 17 или до 22. И затоа тоа све треба да се прати. Зошто кој кажем дека ВМРО-ДПМН е срцето и мозокот на Македонија. Како дише народот? За Пасиев. Јас за Пасиев имам план В. Знаеш што значи план В? Тоа е како Камбоски да влезе од страна во уставот, да ги метне бугарите, хрватите и кој беа уште тамо. Ја ќе речем,
Јас секако ќе ви се заблагодарам. Тоа е најважно и следно уште поважно 90 секунди. Се одбројува времето, така да кога ќе почнете, внимавајте само на тајмерот, да не изгледа дека ве исклучуваме. Ете, тоа се главните барања од нас. Добар ден! И сега веднаш ќе напоменам да се стиши телевизорот, да не се слушам јас во дневната, предпоставувам отаму се јавувате. И добар ден! Ало? Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Вие сте во црвена линија? Вака. Повелете. Јас се јавувам за темава што ја... Секако, повелете. Имате, јас сум за референдум, бидејќи Османи сам, Османи Маричич и овој председател што е, сами одлучува тројцата. Значи, без прашање на народот, без никаква согласно, и јас сум за референдум. Да биде овој народ еден пат согласен во едно нешто, значи не може тројца лидери, стари лидери кои што не сме ги избрале, нити пак сме ги на гласање избрале, а за да може Османи, за да може да се прави федерализација овде во Македонија, ако го отвориме уставот, значи потоа ќе тражи и албанците да се заведат како мнозинство и така ќе почне нашата Македонија да се распарчува. Затоа треба да излезе народот македонски да каже не на референдумот, а ова што е договорот може се да се преиначи и да биде по други услови за да можеме да влеземе во Европа. Значи се има правила и се има може да се избрише. Затоа треба народот да е едногласен и да излезе убаво на референдум и да... Благодарам, цениме што и вие го споделивте вашиот став со оние кои што гледаат црвена линија. Можеме да слушнеме веќе досега различни видувања, некои веруваат во референдум, некои се за, некои не. Па ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали су во црвена линија? Секако вие сте во црвена линија, повелете. Сега вака, господјо. Абе, дај ова... Што? Абе, дај ова што е минутажа да зголемите, господјо. Има шанса да зголемите минутажа. Тоа е многу малку 90 секунди. Ке се разгледа вашето барање. Ајде сега за референдумот да проговориме. Не, и за референдум да зголемите минутажа, тоа е многу малку. Има некои програми, не мора да се емитуваат. Добро, значи повеќе ќе бараме за црвена линија. А за референдумот што ќе кажам? Референдум мора да има. Али најголем проблем е ова минутажа за зголемите господи. Има шанса некои програми не мора да имитувате приказки, што ти знам на Аджи Баден, Кристина или ова оние кучканици што ви прават. Вие ќе излезете ли на референдум? Еве тоа да ме прашам. Там тие програми, видите, ова минутажа за големите, че молам господјо, има шанса и за тоа лично подолго да трази се јавуват почетно лично. Тоа ви е грешка. Ке излезете ли на референдум? Овој уредникот минутажа за зголеме ништо повеќе. Има зголеме минутажи и референдум го... Ете, гледачот се јави и своите 90 секунди ги искористи да напомене дека минутажата, односно сега за сега се само 90 секунди, посакува да бидат многу подолго. Но црвена линија на барање на други гледачи смета дека доколку се 90 секунди, можноста за повеќе гледачи, повеќе видувања, размислувања е поголема. Затоа е 90 секунди. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, прекаса за да албо телевизија, а јас да кажам. Кажете, повелете. Референдумот мора да се спроведе и да се гласа. Ама не да биде како тај што не излезува за гласање бойкотира, да се гласа, да се изцелови, да се истера до крај. Ова е ништо кај се попара францускиот договор. Франција не дела многу пати и сега те боди. Франција не знае. Не сака никога не гласи. Нито тоа.
Можна ли е промена на уставот, еве? Што мислите ви? Сега да нека моите режа, тама ке не. Не. Чао. Благодарам, довидување. Секако не го менувајте каналот, останете докрај со црвена линија. Еве, досега слушавме многу размислувања, некои се слични едни на други, некои сосема спротивни. Што ќе каже новиот гледач? Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден и вам, повелете. Ние сме македонци, библиски народ кој има право на собствен идентитет, на собствен македонски јазик. Оние предавници и оние фашисти кои сакаат тоа да ни го негираат, садат тикви со сатаната. А тие тикви еден ден може одговор да му се кршат. Овој последица се на Заев и неговата партија СДС, кои станаја порано беа србоманска партија, антимакедонска србоманска партија, сега станаја бугарофилска партија. Ова го рече Стоилковиќ, председател на Српска партија во Македонија, дека СДС за чудо толку лесно се трансформира од србоманска антимакедонска А за референдумот, какво видување имате за тоа што се најавува собирање 150.000 подписи за референдум и промена на уставот? Јас би рекол дека ако нашиот народ е свесен и одговорен и ако масовно излезе на тој референдум да се каже дека сме македонци, Македонија не може бугарски фашисти и сега да не окупираат, асимилираат со помош на Заев и на СДС, мислам дека сум за референдум ако народот наш масовно изгласи и секој добронамерен човек кој не е фашист, а не е македонец, а не е фашист во Македонија, и тој треба да гласа со поддршка на нас како народот, и ние како народ сме единствени во цел свет што признаваме толку малцинства со максимални права. Грци и бугари се фашисти. Во Грција и Бугарија нема малцинства. Тие се значи дел од Европска унија. Истекоа 90 секунди, благодарам, го ценим и вашето мислење, кое што го кажавте во црвена линија. Добар ден! Се надевам дека се слушаме. Добар ден, вие сте во црвена линија. И дали ова ќе биде успешна конекција со гледачот, ќе се обидам уште еднаш. Добар ден, црвена линија. Ете, добро, ова понеделничко издание може би само 2 пати напоменав. Добар ден, дали се слушаме? Одлично ве слушам, тоа е добро. Се надевам дека сте ми добро, па еве повелете. Дали се слушаме? Да, ве слушам, во црвена линија сте, повелете. Така, поздрав до емисијата, до сите вас и до целокупниот персонал на Телма телевизија. Поздрав и до вас. Фала. Видите вака сега. Јас не сакам да разговарам навијачки, секогаш треба да победи разумот и знаењето и напредната политика, а не страста и незнаењето без капацитет. Да одиме напред во провалија. Знаеме дека Европската заедница ни е приоритет, меѓутоа на ваков начин не е добро. Затоа е потребен тој референдум, за да се изјасни секој граѓанин на Република Македонија. Тројца да потпишат во име на оние што ги гласале, тоа не е добро. Значи, јас мислам дека ова за нас, кои што сме загрижени за едината за Македонија, малку не прави нерасположени. Затоа апел до сите македонци да нема, да бидете за Македонија. Нити за една партија, нити за друга, нити за трета. Ние сме за Македонија. Македонија да обстане, Македонија исконска држава, Македонија да биде и понатака, меѓутоа да влезе во Европска заедница достојанствено, со никакво подценување од било кој комшија, односно како што. Благодарам. Добар ден за уште еден гледач. Андреевски, дали сум јас сега 100 пати истото после 20 години? Вие сте, јас ви велам добар ден и се надевам дека сте добри. Ја ти беам минут и пол не ми треба. Прво, значи, техниката се страни кој го добијам ја вас и сум на листа чекање. Второ, референдумот е најголема глупост, односно некош не е глупост. Има 3 фази. Првата е обавезителен, се вика, и тоа се носи кој е стани пан.
Втората може да биде незадолжителна. А третата се вика opinion leader, на енглески јавно мислење, да испиде што мисли народот, дали ќе правиме пат за Охрид по 70 години или ќе правиме за Арнаутски гроб. Значи, поентата ми е следна. Од вакви неизморени народот, човече, јас сум 75 годишни човек, нема завршен школи, Белград, Париз, Лондон, Луксембург и директор на телевизија и најмногу награди за документално. Дајте да не го малтретира мицовски народот. Не се прават на своите пратеници на нотар. Нотарот е лук и вода. Нотарот не зависи за пратеници. И да му ставите и тменица да подпишат. Нека не се игра играчки, работата е завршена. Дали он гледа подалеко од очите, што ги има и на очари. Немојте така, овој народ е изморен. Окапенат сме. Имам висока пензија, али не може да издржам, човече. И сега референдуми. Внимавајте на тајмерот. Благодарам и вам што се вклучивте и во вашето излагање како инспирација ќе ми даде можност да прочитам и споделам со вас еден твит кој што го извоевме од Твитер заедницата. Таму навистина многу се коментираше. Па еве, Алан повели: дечки, треба да разликувате консултативен референдум кој не е обврзувачки со задолжителен референдум кој е обврзувачки. Обврзувачки за црвена линија да слушне ново мислење. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Јас сум на линија, ама дали ме слушате? Апсолутно ве слушаме и сите што гледаат ве слушаме. Ние за Европска унија сме прва лига, треба да олегнемо, пошто наше села по Куманово се запустила. Слушате ме, нели? Да, продолжете. Кумановски крај комај се запусти, ако легнемо нато, деца ќе санитуе у село, по градови. Како референдум, Мицкоски што го измислуе референдум, кој ќе му се подпишува таму? Така ли? Продолжете, имате уште време. Дали ме слушате? Имате уште време, околу 37 секунди. Ништо, гледачот најверојатно се исклучи. Благодарам секако и времето кој што го искористивте е став за црвена линија. Добар ден. Владата ништо не е. Ништо не е владата без народ. Што прави владата без народ? Ништо не прави. Народот е најбитно. Што е владата? Владата може да реши, може да чисти, може да може затвор, може ово, може оно. Треба народот да се слуша, народот. Народот живи Македонија, не живи стока. Вие ќе излезете на референдум доколку има? Да поздравим, слушате? Може ли е промена на уставот? Јас сега не знам, референдум мора да се прави. Мора. Така е. То да знаете. Да се референдум, каде одиш, каде? Може да правиш нешто без народ, ништо. Ај нека ќе се чисти до народот, нека останат тие сами таму. Да видиме што ќе прават тие. Да, народот се прашува, народот. Ете кога... Да поздравим сестро и пријатно. Истекоа 90 секунди, благодарам еве што се вклучивте во црвена линија и за подсетување. Стишан телевизорот, намален тонот на ТВ приемникот на 0, изборувајте само преку слушалка, да нема повторување на вашиот глас и се разбира да немаме добра разбирачка. Добар ден. Ден, господи. Повелете црвена линија, се надевам дека добро се слушаме. Па мислам дека добро се слушаме. Одлично, повелете. На 0 ми е телевизорот и го слушам
протоколот подпишал за Мицковски најавен референдум. Што сака да биде да му кажеме на Мицковски, бидејќи Радев му кажа на дека ги враќа 150.000 пасоши булгарски, да не викат дека не сакаме булгаризација, нека ги враќат пасоши на тие, па тогаш дека барат Мицковски не булгаризација. Значи, спрема булгаризацијата што се пасошите во Македонија, тие се булгари. Ако не, нема да го дадат двојно државјанство, 150.000 одат да работат во странство, во Европа имат влезено тие и сега ние бараме да се вратиме. Дека тај народ дека ојд напред Македонија со ова работа. Не сум на ниједна партија, ни на ВМРО, ни на СДСМ, на ниједна партија. Треба да размислит Мицковски, тоа е само за политички поени го прави. Нека ги враќат пасошите, има мои колеги што работат во Европа, шофери работат со европско, со лична карта, со булгарско. Сега како ние без никакво да не можеме да не излеземе нигде во Европа или во Америка или во Канада, каде што тие може сите секаде да си шетат. Нека ги враќат тие што ги имат, после нека на бар Мицковски дека не сакаме ние булгаризација. Па вака 150, скоро 200.000 сите булгари се веќе направени. И јас сум сакал да барам пасош булгарски за да заминам во Европа, па не ми дадоа. Така да му се речи на Мицковски, цел народ да му каже. Благодарам за вашите 90 секунди. Јас сега тукму ради вас како инспирација ми дојде она што го кажавте. Издвоивме еден твит кој што сакам да го споделам со гледачите. Доктор Арслан Агич вели: јас сум поише за референдум за укинување на двојното државјанство. А јас сум за нов гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Благодарам. Дотичниот, ако сака државјанство бугарско, може да си го земе, се продава тоа. Тие се беа изнесени државјанство слободно на пазарот. Кој сакаше си купуваше. И да, знам дека има и турци, и срби, и од косовари, и албанци од Македонија, и руси, и сите тие што сакаат да идат на запад кон демократијата, а биле спречени од разноразни причини, со тој бугарски пасош, што беше стајан слободно на продажба, ќе си го платиш, ќе си го купиш и ќе си идиш тамо да си вршиш некои своји работи. Тоа што се возат на тоа дека се тие бугари, тој господин Радев и таа свита околу него, гадно се зафркнале дека тоа се случило со Македонија, дека се тоа македонци. Се знае зашто тие го зеле тој пасош. Можна ли е промена на уставот? Или за работа, за екзистенција. Можна ли е според вас промена на уставот? Промена на уставот не смее да се случи. Во ниеден случај. Сега, овие ако се обидуваат, бидејќи ова е нелегитимна власт, според мене, и ова не е власт, туку е злосторничко здружение, класично. А би излегле на референдум? Молам? Дали би излегле на референдум? Јас, секако. Да, добро. Тоа ни е анкетното прашање. На референдум ќе иде. Благодарам што се вклучивте. Сега одиме со реклами, па резултати од анкетата. И по рекламите, времето е за резултатите од Инстаграм анкетата. Оние кои што не не заследеле, направете го тоа веднаш. Еве, утре се разбира, ќе имате можност да гласате. А анкетата за денес гласаше: дали би излегле на референдум? 55% одговорија со да, 45% одговорија со не. Утре повторно сме заедно во истото време, нова тема, нов предизвик, нова дискусија. Сега ве припуштам на програмата на Тилма, да ми останете во добро здравје и се гледаме утре. Довидување.